Освен статистиката која на граѓаните им ја сервира Државниот завод за тоа колку и на што ја трошат месечната заработувачка, како и за квалитетот и неквалитетот на прехранбените производи кои секојдневно ги купуваат, други активности кои би се позанимавале со суштинските потреби и проблеми на потрошувачите, барем на локално ниво, нема. Токму затоа граѓаните како потрошувачи остануваат изложени на разни манипулации на дел од трговците, без при тоа некој квалитетно и суштински да ги заштити. Бројките на Државниот завод за статистика велат дека простичниот граѓанин за храна и безалкохолни пијалоци издвојува 43% од своите приходи. Потоа за станарина, вода, електрична енергија, плин и други горива 17,4%, за облека и обувки 5,8%, за сообраќај 5,8%, за останатите стоки и услуги 4,6%, за покупнина, опрема за куќи и одржување 4,5% и за рекреација и култура 4%. Тоа значи дека ако во семејството имате вкупни приходи од 20.000 денари, за храна трошите 8.600 денари, за станарина, вода, струја, плин околу 3.500 денари, за облека и обувки само 1.200 денари, за сообраќај или за превоз исто толку, за други стоки и услуги 900 денари, за одржување на домот и подновување пак 900 денари, а на рекреација и културни задоволства 800 денари. Преостанатите пари до 20.000 денари би се губат во разни други издаоци кои не се опфатени со статистички мерења. Но бројките се едно, реалноста е друго. Иако никаде не е евидентирано, потрошувачите најчесто се жалат дека не знаат какво месо, например, купуваат, каква риба, сирење и слично, и зошто разликите во цените се со драстична разлика. Многумина се збунети кога ќе видат цена на сирење од 250 денари наспроти друга на 90 денари за килограм. Најдобрата заштита од утрите трговци сепак е самозаштитата, при што треба широко отворени очи и проверка на сте што се купува. Дури кога се купуваат керамички плочки, гуми и возила, нови половни или репарирани автомобилски делови, разна техника и слично. Во услужните дејности ситуацијата е уште позамрсена. Во време кога секој е мајстор за се, треба многу да се внимава кој, што и како сработил и колку сето тоа го наплатил.